тука некаде секако ќе го погледнеме и прилогот кој што го подготви за денешното издание колешката Виолета Кожинкова од Штип. Станува збор за 56-тото издание на драмскиот аматерски фестивал кој што се отвори во Кочани со пантомима, класична музика и огномет. Љубителите на театарот во Кочани имаа можност да присуствуваат на отварањето на 56-тото издание на ДАФ фестивалот, единствен фестивал на аматеризмот во нашата држава кој што одбележува 60 години постоење. Да погледнеме што подготви колешката Виолета Кожинкова во однос на отварањето на овој драмски аматерски фестивал, а потоа се враќаме во студиото. Акробати пантомима театар. Кочани оваа недела е центар на културата на Истокот. Во тек е 56-тото издание на драмскиот аматерски фестивал. Фестивалот се фокусира на македонските аматерски театарски групи, но и годинава пред публиката ќе се представат и аматерски театри од Балканот. Овој единствен фестивал на аматеризмот во нашата држава годинава одбележува 60 години постоење. 56-то издание, но славиме и јубилеј 60 години од првата изvedба во 59-та во Битола. Неколку години, 3-4 години со прескок фестивалот не се одржувал, кој што еве Кочани веќе 43-та година поред е домакин. Претходно фестивалот бил, како што кажа, во Битола, почнува, потоа се сели во Скопје, Штип и градот Кочани заслужено го задржува фестивалот кај што е гнезден и се трудиме да таа традиција продолжи. Поради јубилеот, покрај театарската програма, предвидени се и настапи на акробатски музичари, физички театар, предавања, концерти, изложби и промоции на книги. Прв пат на фестивалот доаѓа учесник од Грција. Тоа е интересен настан кој што доаѓа со соработник, партнер, акробатски музичар од Соединетите Американски држави и тие ќе имаат на отворено два настапи. Едниот настап ќе биде овде во паркот. Следете ја програмата на веб страницата, односно на Facebook страницата на ДАФ Кочани. А следниот ден во четврток, во пазарниот ден, градот кога е полн со луѓе од целата околина на Кочани, акробатските музичари ќе направат за пазарџиите еден таков перформанс во кој што пеат, играат, свират и така натаму. Ќе имаме изложби на најголемиот, најпознатиот сценограф Крсте Джидров Джиби. Ќе имаме промоција на неколку книги. Една доаѓа од Србија за аматеризмот во Србија, потоа промоција на препевот на Руми, најпознатиот персиски поет. Тогаш доаѓа Тихомир Јанчовски, Добрила Грашевска и Тортевски. Годинава пред платото на Домот на културата во Кочани, каде се одржува фестивалот, ќе има и различни културни настани, меѓу кои и првата промоција на плоча на кочанската група Ана О. Интересен настане и промоцијата на првата плоча на кочанска група, на рок бенд Ана О. Тошо Филиповски, познат како Тошо Панкерот, е издавачот и не е само дека е прва група од Кочани која што добива плоча, винилка, туку се работи за тоа дека после 30 години во Македонија повторно плочата како носач на звук се промовира и се враќат. Наградите за најдобрите учесници ќе се доделуваат во сабота. Меѓу другите за нив ќе се борат и театар Чекори од Скопје со представата Ние, колектив Ветерница од Скопје со Робоград, гимназијата Свети Климент Охридски од Охрид со Странци, аматерскиот театар Репетициона 4 од Штип со Недоразбирање и многу други. Во конкуренција е и аматерскиот театар Хранислав Драгутиновиќ од Прокупле. На затварањето гостува Дах театар од Белград со дипломирани студенти од Белградската академија под менторство на Мирјана Карановиќ, а на последниот ден настапува и Македонскиот културен центар во Софија и монодрамата Страстите на Илија со Игор Дамјанов. Навистина е убаво овие денови да се биде дел од овој драмски аматерски фестивал во Кочани, да се погледнат сите овие представи, да се биде во друштво на театарските работници и да се забележи ова 56-то издание. Нас ни беше навистина драго што можевме овој прилог да го погледнеме од колешката Виолета Кожинкова, која што ни го доближи самото отварање на фестивалот.